Пуста желба на ДУИ ќе останат предвремени парламентарни избори. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН им порача дека може само внатре во партијата да се организираат гласање и дека во отсуство на проекти и визија на гласачкото тело повторно му ветуваат вработување и привилегии од кога би дошле на власт. Јас жалам што има се уште структури во опозицијата, во случајов Демократската унија за интеграција, што во отсуство на реални проекти и политики, во отсуство на визија и план за граѓаните, немаат друг начин како да ги мобилизираат своите гласачи и повторно ги навредуваат, велат ќе бидеме во влада, па ќе ве вработиме. Интегративците пак остануваат на ставот дека локалните избори ќе ја разништат владачката коалиција и во март ќе имало предвремени парламентарни. Вела дека напролет повторно ќе станеле дел од владата. Веднаш по локалните избори ќе има парламентарни избори. Во градот Скопје не знам дали сте ги виделе анкетите, соодносот е речиси 8:2. Националната алијанса за интеграција е 8:2, тоа е соодносот во градот Скопје. Одиме на предвремени избори. Ги знаете резултатите од предвремените избори. Ќе има нова влада во март, ќе има нов состав во градот Скопје. Од коалицијата вреди пак вела дека ДУИ лаже во обид да ги мобилизира гласачите. Според нив нема да има предвремени парламентарни избори, а нема ни потреба од такво нешто, зашто коалицијата била стабилна. Мислам дека кога овие луѓе од Алијанса за албанците ќе ги видат резултатите од локалните избори, ќе заборават на парламентарните избори. Значи сега сме фокусирани на локалните избори. Владата има легитимитет, има бројки, има задачи пред себе, има програма пред себе и нема потреба да правиме дополнителни трошоци за предвремени парламентарни избори. Изборите ќе бидат регуларни кога ќе бидат закажани. Социјалдемократите со став дека секогаш се подготвени за сите можни изборни сценарија, како и за редовни, така и за евентуални предвремени. За партискиот лидер, предстојните локални избори биле многу повеќе од тоа. Ги нарече морална и историска битка за Македонија. Ова не се обични избори. Ова е тест за зрелоста на нашето општество. Ова е избор помеѓу два различни света, два пата кои водат кон сосема различен правец, две различни иднини за Македонија. Од една страна имаме човек кој е година и пол на власт и не направи ништо. Редовните парламентарни избори би требало да се одржат во пролета 2028 година, а ова мнозинство досега истера само година и пол од 4 годишниот мандат.